Утре се вози 48-та поред критична маса, која што е и роденденска. Повеќе на оваа тема, но и за велокултурата во Прилеп ќе зборуваме со дечките од Прилеп на точак, Даме Димевски и Борче Коларовски. Дане, кажи ни какви се плановите за утрешната роденденска критична маса? Како што кажа, утре возиме 48-та критична маса, таа е тука славиме четврт роден ден. Темата ни е да се преброиме колку сме, поведете на роден ден. Имаме некаква агенда смислено. Во 19 часот се собираме пред камената бина, кај споменикот Александар Македонски. После тоа се движиме низ улиците во градот и на крајот завршуваме со журка во Take 5, каде имаме неколку музички групи. The Hounds ќе бидат со неколку своји numери и децата со наочарите. Како гостин утре го очекуваме амбасадорот на холандската амбасада, господинот Волтер Пломп, така да се надеваме дека ќе биде доста интересно и ќе имаме доста добра програма. Холандскиот амбасадор доаѓа на ваша иницијатива, така? Да, уште ланска година го исконтактиравме амбасадорот, тој нажалост не беше можно за претходниот роден ден да присуствува и рече дека во некоја наредна прилика дека би сакал да дојде и да учествува на некоја критична маса во Прилеп. Сега почекавме една година, го поканивме повторно за роденденската и тој ја прифати со задоволство нашата покана. Добро, Борче, кажи ни повеќе, што е точно критична маса? Што представува? Критична маса представува движење кое што се одржува во повеќе од 300 градови во светот. Од пред 4 години, како што каже и Даме, е формирано и Прилеп на точак и критична маса започнува да се вози во Прилеп, покрај тие повеќе од 300 градови во светот. Инаку критична маса представува неформално здружување на луѓе што го користат велосипедот како превозно средство и целта на возењето на критичната маса е да се зголеми свеста за велосипедот како превозно средство, да се мотивираат повеќе луѓе да го користат велосипедот секојдневно како превозно средство, но исто така целта е и да се мотивираат одговорните лица кои што се задолжени за инфраструктура, сообраќај и слично, за да обезбедат подобри услови за функционирањето на велосипедот. Знаеме дека велосипедистите се соочуваат со повеќе проблеми на секаде низ светот, така и кај нас. Пред се недоволна инфраструктура, недоволно велосипедски патеки, необележани, неозначени велосипедски патеки. Исто така тука мора да се напомене и почит што треба да ја заслужат оние кои се на велосипед од оние поголемите во сообраќајот, нели, автомобили и слично. Така да критична маса како движење, неформално движење, нема водечи, едноставно повеќе луѓе собрани на точак возат во исто време на исто место со цел за да биде видливо, едноставно да се види дека постојат луѓе што возат точак во местото каде што се одржува. Како што кажавме, веќе четврта година, критична маса помни 4 години. Дали работите се мрднати од некоја точка? Така, на почеток пред 4 години, значи сосема случајно се оформи оваа иницијатива, пред се преку социјалните мрежи за да се започне. И тоа беше како почеток многу тешко, но сега еве веќе четврта година и критичните маси се побројни, има поголема тежина. Исто така морам да напоменам дека конкретно во нашиот град зголемена е свеста на учесниците во сообраќајот, во конкретно автомобилите имаат повеќе трпение во споредба со претходните возења, например, пошто е ова 48 возење, доста се разликува од да кажам 10-тото или 5-тото возење каде што наидувавме на препреки од учесниците во сообраќајот. Во поглед на возењето на велосипед исто така е доста Прилеп важи за градовите каде што се вози повеќе велосипед во државава, како и секојдневно, така и рекреативно.
Сега во поглед на инфраструктура, подобрување на во поглед на тие работи не сме задоволни од тоа што е постигнато, значи речиси многу мали промени, речиси невидливи промени и мислам дека во иднина треба да се свати значењето на велосипедот во градот и навистина треба да се подобри на подобрување на условите за движење со велосипед во Прилеп конкретно. Каква е соработката со институциите? Постои ли? Соработката се уште не е развиена на начин на кој што треба да биде развиена. Ние упатуваме апели пред се на оние постоечки, конкретно на постоечките велопатеки во Прилеп да се означат и да добијат сообраќајни знаци, бидејќи Прилеп како општина е единствена општина од поголемите 10 градови во Македонија каде што буквално не постои сообраќајен знак за велосипедска патека. Значи во тој поглед мора да се многу да се направи и тоа во што поскоро време. Даме, кажи ми какви се идните планови за Прилеп на точак? Па сега како што кажа Борче, се надеваме дека во иднина ќе имаме подобра соработка со институциите и очекуваме дека ќе бидеме повикани за разрешување на инфраструктурните проблеми во поглед на велоинфраструктурата и не мора да биде само велоинфраструктурата, нека биде и целокупната сообраќајна инфраструктура. Стоиме на располагање и имаме конкретни решенија, имаме познавање на проблемите кои што се случуваат во градот, можеме да излеземе во пресрет на било кого. Се ближи јубилејната 50-ка, дали може би имате некакви планови за таа? Не, сега се уште немаме размислувано, но имаме сега на 3 јуни е прогласен светски ден на велосипедот, па можеме нешто околу тоа да најавиме дека ќе имаме пак некое мало собирање, мала критична маса ќе направиме и пак ќе продефилираме низ градот во почит на денот на велосипедот. Дечки, да ве повикаме да дојдете во што е можно поголем број, под мотото дојдете на роден ден да се преброиме и да учествуваме на оваа критична маса за зголемување и подобрување на велокултурата во Прилеп.